Силни аплаузи за представата која предизвика насмевки и уживање и кај децата, но и кај возрастната публика. Со премиерата на Пепелашка се одбележаа 15 години творештво на детски театар на летечката театарска трупа од Тетово. Режисерот Владимир Јовановски вели дека задоволството е огромно по успешната драмска игра, збогатена со оригинални костими, живописна сценографија и хор, во која се обедини целокупниот ансамбл. Во представата учество зедоа и новите почетници на школата за театар за деца, како и искусните актери кои веќе со години играат на матичната сцена тука во Тетово. Дополнително специјален гостин беше женскиот младински хор Лале, така да ова беше една навистина комплицирана и тешка представа, бидејќи во одреден момент во представата има околу 45-6 луѓе на сцена, така да навистина е комплексно и малку потешко се направи, но морам да ви кажам дека е остварување на еден дечи сон и остварување на една зацртана цел, а тоа е летечката театарска трупа и театарската уметност во Тетово да трае. Актерите, иако деца аматери, маестрално ги одиграа своите улоги. Јас го играв принцот Павле, која што е скромна и благородна личност, но и на моменти каде што е потребно се разбира и строга личност. Јас сум многу задоволен од оваа избедба тука вечер. Верувам дека сите учесници дадоа се од себе и со тоа поставија уште еден нов темел во летечката театарска трупа. Ова представа супер, многу ми се допадна, а и валјда реакцијата на публиката, значи публиката се воодушевила на што сме играле. Јас ги толкував улогата на мадам Катакомба, злобната мачија на Пепелашка. Публиката на представава реагираше многу позитивно, баш не изненади, бидејќи половина од публиката беа возрастни луѓе кои се се уште влюбени во театарот и дошле да не гледаат. Имав улогата на Аркади, волшебникот Аркади. Доста предизвикувачка улога која бара многу трансформации затоа што е стар и мудар карактер, за разлика од јас кој сум се уште дете. И вечерва имавме многу голем успех. Прво гледајќи од колку публика имавме, салата беше полна, веќе немаше карти за продавање. Летечката театарска трупа е наследник на некогашното детско драмско студио. Една од најнаградуваните трупи, со повеќе од 30 премиери и над 600 одиграни репризи на матичната сцена во Тетово и во другите градови во земјава, како и 2 гостувања во Канада и во Америка. Стотици деца поминали низ ова училиште за театар, но и за нивен личен напредок. Но таа школа за театар не е само класична театарска игра, таа школа за театар која ние така милуваме да си ја викаме, таа е всушност училиште за убаво однесување, училиште за правилен говор, училиште за култура, за бон тон, така да како раснеме театарски, така раснеме и како луѓе. Пробите за подготовка на театарска представа траат со месеци. Младите актери се стекнуваат со знаења за сценските движења, говорот, доловувањето емоции, театарските правила. Публиката која гледа представата мисли дека тоа е веројатно многу лесно да се направи, ете едноставно облекуваш костим, излегуваш на сцена и почнуваш да зборуваш. Производството на една фабричкиот процес на една театарска представа всушност трае не помалку од 5, 6, 7, некогаш и цела година. Значи 5, 6, 7 месеци, некогаш и цела година. Тој се дели на неколку делови, значи прво се одбира текст, текстот секогаш се одбира да е прилагоден за одредена возраст или целна група. Дали е тоа бајка, популарни бајки, светски, дали е тоа напишана представа наменски за одредена целна група. Секогаш се трудиме да ги задржиме старите добри нишки на борба против доброто, против злото, на упатување на универзални пораки за култура, бон тон, добрина, човечки вредности, вистински вредности и така го избираме делото. Самото дело се подготвува низ неколку фази. Првата фаза е кастингот или распределба на улогите. Тоа е веројатно едно од најважните фази, бидејќи ако ја погодите улогата на актерот, вие имате половина завршена представа. Среќа ние имаме голем ансамбл, над 30 колеги, актери од многу различни возрасти, така да најчесто го погодуваме
кастингот. Потоа следува читачките проби, тоа се едни стационарни проби кои се врзани со говор, акцентирање, боја на глас, тон и така натаму. Потоа почнуваат мизансценски проби, значи геометријата, движењето на сцената, на крај го внесуваме музиката, го внесуваме светлото, на крај доаѓаат костимите и така спакуван еден производ ние го презентираме на публиката. Тоа е навистина тешко да се направи. И сето тоа, тие 7-8 месеци, се резултат на едночасовно играње пред публиката. Златата представува една трупа која е една од ретките групи која ја одржува културата во градов и овие 15 години кои смо ги издржиле, верувам дека се знак дека уште многу години ќе постоиме и ќе направиме традиција од нашите представи да се памтат за секогаш. Јас сум веќе член од мојата 6-7 година. За мене театарот е мир, односно место каде што сите можеме заедно да створиме нешто што трајно ќе се памти и ќе биде врежано во нашите срца. Јас тука сум веќе 12 години и за тие 12 години имам играно во секаков вид на представи, имам се запознато со многу разни личности и со тоа што секоја година успеваме на публиката да ја раскажеме една магична приказна, јас верувам дека Летечката театарска трупа ќе успее да постои уште многу долго време. Пред една недела беше изведена и представата Црвен капа, а до крајот на годинава Летечката театарска трупа најавува уште 3 театарски премиери по повод јубилејот.